Магла, смог, непријатен мирис. Воздухот во Македонија деновиве ужасно загаден, а мерните станици се длабоко во црвено. Најголемиот проблем се создавал доцна навечер и рано наутро, се жалат граѓаните, кои периодов велат дека дишат на шкрги. Алармираат дека власта ништо не преземала за подобрување на состојбата, иако надлежните смируваат дека се работело на проблемот. Власта ништо не прави за тоа. Треба да се превземат мерки. Превземаат досега нешто или? Па не, ништо не е превземено. Слабо работим и за тоа дојдоме до тој степен, Мило. Ој жално се за младиве. Моето отишло, 82 години сам ја. Ја ово не сам доживеал до сега. Срчан болесник сум и ми смета, али мора да се искочи. Така е. А вака слънце малце да искористиме да седеме на слънце. Особено навечер е многу страшно. Страшно, навечер не искачам уопште. Колку права се гледа. Познавачите на состојбите предупредуваат дека владата мора ургентно да воведе итни мерки, зашто алармот е одамна вклучен. Реагираат дека не смее да се губи време, зашто загадениот воздух во комбинација со пандемијата представува смртоносна комбинација за луѓето. Загаденоста која на голема врата се враќа во земјава ќе предизвика дополнителни главоболки за граѓаните. Тие се жалат дека власта не работи доволно, иако оттаму вчера рекоа дека не може да се направи ништо за толку кус период. Мерните станици отидоа до плафон, иако добар дел од нив и не работат, а PM10 честичките беа и неколку пати над дозволеното. Најкритично беше во аеродром Газибаба, Центар и Карпош. Мерната станица во Лисиче регистрирала најголемо загадување и тоа во периодот од 18 до 3 часот по полноќ. И освен во Скопје отровен воздух дишат и жителите на Тетово, Гостивар и Кичево. И додека Македонија го достигнува врвот меѓу првите најзагадени градови во светот, градските власти велат дека ќе биде подобро. Кој ги труе граѓаните од власта одговор нема, а барем за сега нема ниту интервентни мерки. А она што најмногу боде очи е што власта наместо повеќе да инвестира, повторно со ребалансот го намали буџетот за загадувањето.